Продолжуваме ние со акцент на Макфест и со следниот разговор во студиото. 40 години навистина не се мала бројка, не е мал јубилеј, посебно кога во целата организација се вмешани луѓе кои што оставиле свој печат и своја трага во она што се нарекува современа македонска поп сцена и современа македонска поп музика. Утрово го имаме човекот кој што стои зад креативната визија и магијата на фестивалот и добро е што неговото име и презиме се појавува и кога зборуваме за 40 години јубилеј на Макфест. Добро утро за Роберт Састов. Добро утро, добро ве најдов. Макфест е символ на македонската забавна музика. Како би опишале визијата и енергијата на фестивалот годинав? Ова е продолжение на една успешна приказна. Ние сме веќе неколку години во оваа екипа. 40 издание, тоа е во, не знам, веројатно светски рамки. За респект, без ниедна пауза, во континуитет, тоа не е мала работа. Добро, вие како организатори гледаме колку тоа го цените и го почитувате со оглед на влогот што го давате и тоа што го гледаме последниве години на Макфест. Но македонската јавност свесна ли е за ова што го кажавте и вие пред малку? 40 години бројка, фестивал, може би ретко во континуитет во светот еден таков фестивал на забавни мелодии. Го цениме ли тоа како публика? Македонската јавност си следи од година во година. Публиката која што следи таква музика сака да чуе нешто ново, интересно, да е во духот на она што до сега Макфест донел многу хитови. Ќе биде. И мислам, и сега имаме добри песни. Секоја година имаме по нека добра песна. Да, знаеш како, времето е најдобар показател која песна останала, затоа што секогаш може да се случи некој инстант хит. После 3 години веќе или да не остане. Имало и на Макфест такви ситуации. Песна која што победила, денес не се сеќаваат луѓето на неа. А некоја што била трето место, па останала Evergreen. Да. Тоа не значи дека е тоа привилегија само на минатото. Тоа се случува и денес. Но интересен феномен и мора да споменеме наградата најслушана песна помеѓу двата фестивали. Ова и од искуство го зборувам од Македонско радио и Радио 2, бидејќи ја водам емисијата со македонска музика, сите песни кои што се избираат за најслушани помеѓу двата фестивали, навистина е тоа така. Навистина за се уште радиски хитови. Еве, например, Пајак и Лара, како вчера да била отпеана на Макфест. Денеска е хит, например, на Македонско радио и Радио 2. Зборам по тоа колку се бара таа песна. Тоа е песна која што вака на прв поглед не припаѓа на фестивалот, меѓутоа така добро се вклопи тоа. Баш успешно излезе. Нови времиња, нова музика. Не значи дека ако некој испее шлагер кој што е продуциран во 2025 дека нема да биде на новото време. Така. Тоа е Evergreen варијанта. Така е. Што е она што публиката годинава може да го очекува кога зборуваме за сценски настапи, за концепт, за музика за ова 40-то јубилејно издание? Вака сега, сценските настапи си ги припремаат сите изведувачи секој за себе. Така. Ова не е шоу од типот на Звезда Гранда, па сега има една балетска група, модерен балет за овие, и оркестарот ќе свири и така натаму, секој сам за себе. Меѓутоа, она што е во организацијата на Макфест е дека оваа година и тонот, поготово сцената, до сега во Домот на културата Ацо Шопов, таква сцена, таква сценографија не е видена. И ќе биде феноменално. Само да најавиме дека и оние кои што нема да имаат можност да присуствуваат во салата, ќе има пренос. Па кој да има можност, 500 луѓе собира таму, сите нема да имаат можност да присуствуваат во салата. Добро, да, тука да биде публиката само на поддршка. 500 седишта има Дом на култура во секој град кај нас. Мислам дека само 2 дома на култура имаат 603, нешто ситно над 600. Инаку сите други се од 300 до 500. Колку може да
Не се овере ништо тоа. Сите ќе гледаат на телевизија. Сите ќе гледаат на телевизија и интересно е, јас од новинарска Јам помалку од стоење таму нешто, да дзирнам. Некоја страна. Но интересен е феноменот дека успеавте последниве години да го вратите и Макфест како тема во фокусот помеѓу луѓето, да се зборува дека се подготвува фестивалот, дека се одржал фестивалот. Нешто што многу години нанасат некако како тренд го изгубивме и тоа многу ме радува што Макфест е веќе на голема тема изминативе недели помеѓу обичните граѓани, бидејќи ги научевте од година во година да очекуваат и поразлична сцена, подобра од претходната. Се зависи од музиката. Но и за тоа велите дека внимателно работите и на селекцијата на песни. Треба да се стимулираат што повеќе автори и изведувачи, пејачи, да сакаат да бидат на Макфест и да пријавуваат песни. А после тоа да се направи селекција по некои воспоставени норми, Критериум. а пак да не се биде стрикно во хоризонтот само од тука до тука и Да има затоа што различност. биле и два бона со таа нивна музика која што далеку од фестивалска. Далеку и од мејнстрим поп музика, нели? И така натаму, да не редам сега, имало такви ситуации, сме повикувале. А вака, Здравко Чолич пее 100 децении феноменално. Кога има добра песна, онда е во фокусот на вниманието. Ако извади песна, истиот тој глас, истиот тој човек, истата таа каризма, нели? Ако нема добра песна, така и со фестивалот. Така и со фестивалот. Со све е исто. Така. Предпоставам дека веќе се е подготвено, ми кажавте дека утре патувате за Штип, се средуваат најверојатно последните финеси околу сето она што ќе го види По добро, публиката. што сме денес вторник? Вторник. Да, па сад утре почнува фестивалот, кога додам? Сад утре почнува фестивалот, почнува од четврток на 23-ти. Тогаш имаме 13 нови композиции на недоволно афирмирани изведувачи. Значи тоа е во Тоа четврток. не мора да се дебитанти, може некој веќе дебитирал, меѓутоа се уште е така во расчекор меѓу Се уште желбите и го чекаме можностите. хитот, така. Се уште чекаме. Да, така. да. Па, од тие песни публиката ќе одбере и стручно жири, ќе одберат 5 или 6. Не дека не знаеме ние дали се 5 или 6, него може да се погодат исти број на гласови. Па да се остави. Па онда простор. 5-то и 6-то место, па нека влезат и 5 и 6. На крај краја. Така. Мислам нема да фрлаат паричка сега за да пеат. Втората вечер има веќе исто 14 нови песни и овие кои ќе влезат од првата вечер. Тоа се таму се веќе малце по афирмирани изведувачи кои што не почнале да пеат сега скоро. И третата вечер се 16 хитови од изминатите 39 изданија на Макфест. Не е обавезно дека сите ќе бидат извадени од тоа кој бил прво место. Например, Мики Јовановски Џафер ќе ја пее Сонце за три света, таа не беше ни прво ни второ место. А Evergreen. Али Evergreen. Растура од слушај. Да, имаме 12 месеци. доста сега да. Така. Мислам 16 кој сака 8 и пол на вечер, Намотава. и четврток, и петок, И и сабота. сабота на македонска телевизија ќе Така. гледа И ќе ужива со и ќе биде воодушевен, гарантирам. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, за тоа што ни направивте чест во овие денови кога имате и други обврски околу организацијата да бидете дел и да ги споделиме овие информации со гледачите. Успешен Макфест и се гледаме од како ќе заврши се, од како ќе спласне се, да ги средиме импресиите од овој Благодарам. јубилеј.